Север. Социјалните работници не прифаќаат одговорност за преведувањето дека осудуван алкохоличар сам одгледува деца. Јозеф Фрицел со покриено лице пред судот. Пред судот пародија од пријател не забележале ништо невообичаено изминативе 3 месеци. Ниту соседите во Скопје Север не може да посочат индиции за ужасот што им се случи на децата. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи не сака да понесе одговорност зошто на осудуван алкохоличар му било дозволено без надзор да ги одгледува децата. Молк во интернатското училиште каде двете сестрички учеле и живееле во текот на целата недела до викендот. Никој од училиштето не сакаше да зборува пред камера, ниту пак да се снима зградата. Велат така ги заштитуваат децата жртви. Зад камера пак велат дека последните 3 месеци, додека траело сексуалното и физичкото злоставување на девојчињата, не забележале промени кај нив. Како и секогаш биле тивки и мирни. Тортурата ја пријавила помалата сестричка. За откривање на случајот велат, таткото силувач своите ќерки ги донел во вторник на училиште, откако претходно викендот и целата недела отсуствувале од интернатот. Во бараката зад мене двете девојчиња ги минувале викендите. Овде, последните 3 месеци, таткото и неговиот пријател го вршеле гнасниот чин. Соседите кои живеат во овие социјални бараки не го познавале таткото монструм. Вела дека тука престојувал на диво последните неколку месеци. Во руинираните соби полни со влага, постојано доаѓале сомнителни луѓе, велат жителите. Како е можно меѓуопштинскиот центар за социјални работи да дозволи децата да го минуваат слободното време со татко алкохоличар, осомничен за десетина кривични дела, остро реагираше првата детска амбасада Меѓеши. Центрите треба да бидат мобилни и континуирано да ги следат ризичните семејства, е барањето на Меѓеши. Од Министерството за труд и социјална политика дури сега ќе поведуваат постапка за одземање на родителското право. Кој ќе се сместат децата, исклучително оврската е на тие тамо што водат непосредно грижа. Значи, требало да се примети одредено однесување. Која институција направила пропуст, можело ли порано да се открие? Од труд и социјала за неодговорно го сметаат училиштето. Они немаат доволно средства, лутаат од место на место со проблем со живењето и така натаму, има алкохолизам присутен. Меѓутоа такви семејства за жал има многу во Македонија и имаме дечиња нели кои што живеат во такви околности. Значи не можеме да кажеме дека сите ќе ги одземеме и ќе ги сместиме во некоја идеална средина. Од Министерството за образование го осудија настанот, но застанаат зад училиштето и директорката. Бидејќи се случило навре училиштето, лично сметам дека нема никаква вина во училиштето, директорот и наставниците или слично, дали зошто не го откриле тоа порано. Мајка со блага ретардација која не можејќи да ги истрпи малтретирањата избегала, оставајќи ги децата со изопачениот татко алкохоличар со последици од војниот конфликт во 2001-та. Дисфункционално семејство на маргините на општеството, велат социолозите. За жал кај децата ќе останат трајни нарушувања.